Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организиравме. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со директорот на Средното техничко училиште Нација Буѓони, Драган Јаневски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер, поздрав до вас и до гледачите на ТВ Плюс телевизија. По кратко одолжување од само неколку денови, неделава започна второто полугодие. Како сте задоволни, како се одвива наставата, дали е се во ред? Второто полугодие, со закаснување, задоснување од 2 дена по препораките од Министерството поради загадениот воздух, започна во среда и се одвива без застој, се е во ред, и во просторот на каде што се одвива наставата на македонски наставен јазик и во просториите каде што се одвива настава на албански наставен јазик, просториите се затоплени, се е во ред, наставата се одвива без никаков проблем. Нешто повеќе од 1 година сте на функцијата менаџер на оваа образовна установа. Како сте задоволни од она што е реализирано, сработено во овој период? Да, точно е тоа. Од 6 ноември 2018 година јас сум директор на Нација Буѓони, на Техничкото училиште. Задоволен сум од она што го имам замислено и она што со кое темпо се одвиваат настаните во оваа година. Има направено доста работи во нашето училиште, промени, реновирани училници, реновирани училишниот двор, реновирани WC, влезната врата во зградата на ЗИК, набавена нова опрема и компјутерска опрема и алати прибор за усовршување на наставниот процес. Има подобрување у секој сегмент, зборам со она мое мерило кое што стапив на функцијата директор во Нација Буѓони. Задоволни ли сте од состојбата во која што се наоѓа училишната зграда? Училишната зграда е направена далечната 1964 година. Нема некои посебни зафати од тогаш наваму. Треба инвестиции во училишната зграда. Далеко сме ние од нашите можности за да можеме да направиме такво нешто. Тука се потребни средства пред се од Министерство за образование и наука, помош од општината. Ние со наши средства, што можеме да направиме, направивме. Ова летен распуст, реновиравме 15 училници, скроз се реновирани со скидање на малтер, подлога, глед маса, искречени, реновирани, 15 комплетно училници. Не беа реновирани подолг временски период, али еве се нафативме на таков зафат и го остваривме тоа, што го зацртавме, 15 училници. Зборам за македонскиот дел. Далеку од она што се вистинските потреби на Нација Буѓони. Во албанскиот дел исто така, интервениравме на најнеопходните, интервенции што беа потребни за тој дел, WC направивме 2, реновиравме, беа постари, 2 WC комплет, маско и женско и влезната врата која што беше со искршено стакло и претеше секој момент да направи некоја несакана последица, интервениравме во тој дел со можности кои што се за нас. Далеко е тоа, реков, од она што треба да биде вистински услови за работа, али оваа година почнавме со оној простор кој што е најнеопходен, со училниците во кои што се одвива наставата. За наредната година планираме, ходниците да интервенираме во дел од ходниците, нормално со можности кои што ни се, и во дел од кабинетите каде што не се извршени поправки во изминатиот период. Зборам подолг временски период. Во тека зимската сезона, на што се затоплуваат двете училишта? Во главната зграда во Нација Буѓони имаме парно грејење кое што е на нафта и во делот на албанскиот наставен јазик исто така имаме парно грејење кое што е на нафта. Во работилницата, тоа е простор кој што е одвоен од главната зграда, имаме комбинација, загревање од дрва и од електрична енергија. Тоа се практички трите згради, двете се со парно, едното е со комбинирана нафта и дрва. Имаме најави, во координација со општината и со градоначалникот дека оваа година 2019 ќе
стигне гасот како енергенс до нашето училиште и преадаптација на парното грејење што го имаме на газ. Во просторот на работилница имавме апликација, значи чекаме резултати од јапонската амбасада, значи направивме проект за моментално на пелети, значи со тоа побарување одидовме, а со можност за преадаптација на газен котел, значи фактички да се приклучиме на гасната инсталација. Значи тоа се можности на Техничко училиште со грејење оваа година. Надлежните од неодамна најавија дека ќе започне изградбата на спортска сала на ова училиште. Имате ли информации до каде е оваа постапка? Да. Значи, проектот за изградба на училишната спортска сала е од проектот на Светска банка и Министерството за образование и наука, значи тоа 145 спортски сали во Македонија. Ние успеавме да влеземе во тој проект и во тек е постапка за средување на документација за добивање за дозвола за градба за изградба на спортската сала во нашето училиште. Спортската сала ни е неопходна, значи наставата по физичко и здравствено воспитување, значи се одвива во тие услови кои што ги имаме, значи на отворен простор, значи веќе 50 и кусур години. Оваа година значи излезе таа можност за да ја добиеме тој проект со спортската сала и се надевам дека по мои сознанија, значи во координација со општината, значи при крај изработката на документација, значи земавме документи од нумерички податоци и од ИЗИС и од геотермалните испитувања, така да мислам дека за период од месец и пол дека ќе удриме темел на новата училишна спортска сала. Во близина на училиштето се наоѓа интернатот Соколанскиот парк. Соколанскиот парк често е мета на вандали кои го уништуваат просторот. Имате ли одредени проблеми од овој вид или? Ние имавме проблеми. Ја кога стапив на функцијата директор, значи прва работа што ја направив го заградив училишниот двор. Значи имаме постојано проблеми, значи со правење, оштетување на кошеви, значи на атлетската стада на седиштата, значи направивме одредени интервенции, значи го заградивме училишниот двор. Значи тоа се две капи кои што ги ставивме од страна на Барем Шабани улицата и помеѓу интернатот и основното училиште, така да целиот двор е затворен. Во координација значи со службите кои што се за обезбедување ги затвараме и ги отвараме портите, значи како што се движат работите, значи ги отвараме за учениците, ноќно време ги затвараме. Така да тие проблеми ги сведовме на минимум, али во просторот околу Соколанскиот парк знаеме дека имаше значи вандали кои што ги оштетија клупите, се координиравме значи со Министерството за внатрешни работи преку проектот Безбедно училиште, реагиравме колку успеавме, времето ќе покаже, али направени се интервенции, обновени се клупите, така да тој дел сега е во ред. Колку ученици се образуваат во училиштето, мислам дека за разлика од останатите средни училишта во Куманово, вие немате проблем со запишување на ученици, секогаш постои интерес за вашите струки. Да, значи во нашето училиште имаме воведено, значи струки кои што се интересни, значи и за учениците и за пазарот на труд, значи тоа се новите струки, релативно нови, значи од 2003-2004 година нааму, значи зборам за медицинската струка и за профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика, значи тоа се профили кои што се во тренд моментално и веќе постоечките профили што ги имавме, направивме значи модернизација во машинската струка електротехничар за машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување, така да и тие два профили се моментално профили кои што се барани на пазарот на трудот, значи пред се мислам тука и на аргон заварувањето кој што имаме доста побарување, значи зборам за и како образование на возрастни и на друг тип на образование за да може да се јават на пазарот на трудот. Колку е актуелно, кога веќе го споменавте, до образованието на повозрастните? Имаме заинтересирани, значи како воредно да завршат средно училиште, значи доста интерес има пред се за медицинската струка. Инаку, како редовни ученици во нашето училиште имаме бројка некаде околу 2000 ученици, значи 950
560 ученика на македонски наставен јазик и 1100 на албански наставен јазик, така да постојано се држиме за таа бројка и сме задоволни, значи ги потполнуваме предвидените паралелки што се предвидени за секоја учебна година. За учениците организирате и обуки, соработувате со стопанственици, како се одвива се до Да, тоа? значи наставата и феријалната пракса и значи праксата во текот на целата година, значи зборам за сите профили, за медицинска сестра и за машинска и за електротехничка струка, значи дел од наставата се изведува во болница, во приватни здравствени организации, во ФЗЦ, во ЕВН, значи тоа се фактички предпријатија со кои што имаме добра соработка и децата посетуваат таму, значи практична настава. А имаме и образование за преку проекти за затворениците, значи за казнено-поправните установи, каде што вршиме обука на затворениците што се таму, значи со профилот организовач. Работите на различни проекти, често учениците и наставниците заминуваат во посети на други држави, но и имате гости. Кои се придобивките од овие проекти, од соработката и слично? Ние имаме соработка со две училишта од Турција. Значи тоа се училиште од Мостен, Република Турција. Тоа е приватно училиште кое што се наоѓа во Маниса. Значи тоа е огромно училиште што се наоѓа во индустријски центар со 200 фабрика околу нив. И имаме соработка со училиштето, медицинското училиште во Тузла. Тоа е општина во Истанбул. Значи имавме посета, доаѓаат тие, значи разменуваме искуства, наши професори беа таму, наши ученици беа таму, тие доаѓаат тука, значи разменуваме искуства и ни помагат, значи колку што се во можност, значи пошто се тоа појаки училишта, зборам од нашето, побогати и ни дават некој одреден опрема со кој што сме благодарни. Традиционално секоја година го организирате техничкиот сајам. Каква е заинтересираноста на учениците? Техносајенс, популарно наречен Техносајенс, е манифестација која што се одржува на 24 мај, значи тоа е манифестација која што се одржува во пресрет на запишувањето на децата во прва година. Тука се работи за прибирање на трудови од подобрите ученици од 9 оделениците, значи фактички што завршуваат основно училиште и во сите области, значи хемија, математика, електротехничка струка, информатика, значи јавуваат они, пријавуваат своји трудови, се формираат комисии, значи најдобриот труд е награден и фактички мотивација на тие ученици да се запишат во нашето училиште и да се ги осознаат нашите можности фактички на тој ден на нашето училиште. Задоволни ли сте од резултатите кои што ги постигнуваат учениците, заедно секако со поддршка на наставниците на општинско, регионално, па и меѓународно ниво? Да. Ние веќе се профилиравме како училиште, најдобро средно техничко училиште во Македонија или едно од најдобрите, значи постојано, значи на државните надпревари константно земаме прво, второ, трето место, значи во секој од струките, зборам за електротехничка и машинска струка. Оваа година, значи на 3 декември се одржа и државен надпревар, тоа е лидер, значи тоа е фактички исто под Министерство за образование и наука, ние бевме домаќини и исто во сите струки земавме прво, второ и трето место. Фактички направивме еден добар прием на 10 училишта од цела Македонија и резултатите беа на завидно ниво. За крај, кои се плановите, очекувањата за оваа година? Ние не престануваме, значи оваа година направивме доста за нашето училиште. За наредната година, 2019 година, значи имаме изградба на спортската сала, пред се, значи од моментот на удирање на темел, значи имаме 9 месеци, фактички оваа време до година ќе ја имаме спортската сала на располагање. Имаме проекти, значи лифт во план е изградба со преку Министерството за труд и социјална политика, успеавме да дојдеме до тој проект, значи изградба на лифт, така да летниот период би требало да се изгради лифт, како помагало за децата со посебни потреби и реновирање на училишните WC-а. Имаме проект за правење на трибина, значи во склоп на атлетскиот полигон, као простор за одржување на манифестации. Тоа се фактички некои поголеми работи кои што ќе се случуваат во нашето училиште, а пропратно нормално реков, значи реновирање на кабинетите, значи ходниците во нашето училиште и ќе видиме што како ќе биде
зависно од финансиите. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашања кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.